Да си кажеме, добре дојдовте. Се чини дека во овие стресни времиња малку треба злото да се излее од шишето и да тргне во убиствен поход, кој потоа сите не остава без зборови, во шок и неверување. Но кога такво нешто се случува, честопати веројатно треба секој од нас како поединец, но и како заедница да се запраша што е тоа толку болно во нашата цивилизација, што ги прави најневините, најмладите, децата толку ранливи и небезбедни во училиштата. На оваа тема во контекст на вчерашниот масакр во Грац со двајца психолози Крстен Маљановски и Тијана Ивановска. Добре дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдовме. Дали сте и вие шокирани и изненадени или пак за вас е ова нешто очекувано со оглед на тоа во колку стресно или би рекол болно време живееме? Секогаш е шок. Секогаш е шок кога се случува ваков тип на настани на било кое место во светот, затоа што се работи за најранливата категорија, тоа е категоријата на деца, на ученици, на средношколци во случајов. Така што сметам дека колку човек и да работи со некоја проблематика, колку и да е експерт во некоја тема, не може да остане рамнодушен кога акво нешто се случува. Но зошто секогаш одново се шокираме кога свесни сме дека има проблеми ова општество? Зборувам генерално, не само на Балканот, еве и Европа и САД, ваквите случаи се и таму чести, и кога ваквите случаи не се случуваат преку ноќ. Еве и токму анализите на FBI, бидејќи масовните пукања во училишта се многу честа појава и во САД, таму се правени психолошки профили на овие злосторници, кои покажуваат дека ваквите случаи, ваквите напади долго време претходно се планираат, подготвуваат, а знаци се видливи и со години наназад. Па не би рекол дека се подготвува долго време. Баш овие анализи што ги кажавте покажуваат дека овој феномен го имаме многу одамна. Од најсвирепите монструозни убиства се случило од 27 година во Америка, кога погинале, кога сторителот 55 годишен човек убил својата сопруга, а после тоа го дигнал во воздух школото. Во прв момент било убиени на лице место 48 деца, а подоцна од повредите погинали уште толку. 66-та година нешто слично се случило пак во Америка, но масовно почнуваат 90-те години да загрижуваат со голем број на вакви случаи. Да не забораваме многу брзо што се случи во соседна Србија. Тоа е едно од и минатиот декември имаше во Загреб во училиште. Така. Најдов една многу интересна анализа на професорот Анте Багарич од психијатриска клиника во Загреб, кој вели дека негове всушност таа теза дека овие психопатски образци се развиваат подолг период, а микрооколината можеби тоа не го забележува и не реагира, а макрооколината пак, за разлика од микрооколината, насекаде ја форсира таа психопатологија. Зборувам за ова ново време и загубените вредности. Тијана, каква е вашата размисла во контекст на ова? Јас сметам дека ние генерално како општество имаме многу слаб начин, мислам тоа и на светско ниво е присутно, не само во Македонија, имаме многу слаба практика на идентификување на личностните расстройства, конкретно психопатијата за која што зборувате, или тоа антисоцијално однесување во понова диагностика. По мене тоа е нешто кое што треба порано да се диагностицира, затоа што постојат алатки во нашата струка кои што тоа може да го укажат, например да се испитува степенот на емпатија кај децата, дали преку тестирање, дали преку механизми општествено да се развива во едукативните системи, затоа што недостатокот на емпатија е оној кој што е главниот креатор на ваков тип на настани, затоа што за да може еден човек да биде способен да изврши еднократно убиство, да не збориме за масовно, потребно да има
непостоечки нивоа на емпатија во својот карактер, во својот личносен склоп. Значи, заклучокот досега би бил дека недостига едукација и превенција. Еве и јас лично како новинар се двоумев дали треба да и се дава на темата, да се актуализира и да се анализира, или треба да се игнорира, бидејќи дали со ова што зборуваме на темата можеби не поттикнуваме, бидејќи како што рече и Крсте, од 90-тите наваму станува збори за некаков вид на тренд. Иако еве и професорот Багарич кој го споменав вели дека ова што зачестија ваквите појави е резултат на загубените вредности и промената на системот во најголема мерка, бидејќи денешната цивилизација не прави разлика помеѓу доброто и лошото, туку се делиме на наши и ваши под други основи, и ако ќе се обидам да го цитира, ако некој од мојата партија направи злосторство, ќе го бранам, ако е некој од другиот табор, ќе го осудувам дури и ако е невин. И тоа е тоа што вели тој сплитинг, психотичен механизам што не поделува по разни основи и доведува до една шизофрена состојба во ова ново време, и наместо како луѓе, како хумани битија да го спречуваме злото, ние имаме често пати пракса да ја релативизираме вината, да не бараме одговорност, што потоа носи се пострашни и подлабоки последици. Апсолутно точно. Што мислите во контекст на ова, дали ние како медиум треба да зборуваме на ова или треба да го игнорираме? Ајде прво околу тоа, па потоа за едукацијата и превенцијата понатаму. Ја би ги поделил приликите во врска со ова на два дела, надворешни, и тоа тука би ги набрал само на кратко, многу кратко. Значи либерализацијата на оружјето. Очигледно е дека знаеме дека на кој начин може да се дојде до оружје во Америка, и затоа ги има овие дела најповеќе, прилично либерално. Вчера дознавме дека Австрија исто така има релативно либерален пристап кон обезбедување на оружје. Но построг од некои други земји членки на Европската унија. Во секој случај, да. Меѓутоа, знаете, ако тој сегмент го затвориме, и тогаш имаме оружје во рацете кај луѓе кои што се со проблематично однесување. Понатаму, како причина се навезува, јас сакам да наведам една огромна студија америчката Линдеман, кој кажува дека исто така и диагностицираните сторители од страна на психијатри и психолози постои реална можност да бидат и сторители. Медиумите исто така, превенцијата исто така може да биде, особено последните случувања што се имитираат начини на однесување и начини на сторување од страна на медиуми. Еве јас кога веќе сте кај статистиката, оној профил на FBI и тајната служба на САД што го правила за ваквите масовни пукања во училиштата во Соединените Американски држави, тоа во период од 2007 до 2019 година покажале дека 77 случаи од нападјачите поминале една недела или повеќе во планирање на нападот, а дури половина од нападјачите поминале една недела во подготовка. Значи 77 планирале подолго од една недела, повеќе од половина од нападјачите повеќе од една недела го подготвувале нападот. Мнозинството од нападјачите имале пристап до ова што го зборува Крсте, до оружје на легален начин. 25% од нив, 1/4 имале диагностициран ментален проблем претходно, и голем дел, односно половина од прилика од нив завршиле со самоубиство по убиствениот поход. Другите или се обиделе да си го одземат животот, па ги спречиле полицијата, или воопшто не се ни обиделе. И повторно да се вратам на едукацијата и превенцијата. Стручните служби, стручните школски тимови кои ги нема во институциите, кои се во распад не само кај нас, туку генерално на ниво на оваа цивилизација сега, не можат навреме и се да покријат, меѓутоа веројатно постои начин ова како да се детектира со оглед на ваквите статистики и бројки, бидејќи има и некои заеднички карактерни црти кога станува збор за профилот на овие масовни убици. Нешто што треба да го забележи веројатно микрооколината, повлекување од другарите, од пријателите, губење интерес за хоби, за дружење, изненадувачки ненадејни напади на бес, некои ментални пореметувања, некои желби за одмазда, некои
пројави на насилство, закани? Имаме ли шанса како институции да реагираме? Сега ве прашувам. Знаете, се спомнува врзостува на вашата пракса до сегашна. Се спомнува психопатија. Не е само психопатијата. Тука имаме и уште психози и малтретирања, односно травматични действија кои били извршени врз овие сторители на кривични дела. Кога зборуваме за има една заедничка карактеристика, тоа е садизмот. Сегде провејува садизам, неверојатен. И скоро е невозможно, да не кажам 99%, да препознаете психопат, освен ако не е диагностициран, а има скали за диагностицирање. Меѓутоа, што би правила? Ако тие скали, позната е скалата на Харе, која ги диагностицира психопатите. Значи, не се само психопатите. Тука се една комплетна батерија, односно голем дел од работи кои што се случува за да се случи ова. Вие го спомнувате бесот или одмаздата. Да, точно е. Зошто сторителите се враќаат во матичните училишта? Постои реална можност да е врсничко насилство, постои реална можност дека е сторителот некогаш бил исфрлен од тоа училиште од најразлични причини. Меѓутоа, велам, тие се двете карактеристики. Садизмот, тоа е неверојатно нешто. Знаете што, да убиете во еден момент 10, 15, 20 луѓе, да вистина е пораветува. Но еве, според некои анализи, тоа што сторителите најчесто се одлучуваат за вакви напади во училишти, не значи нужно дека сторителот бил токму таму малтретиран, понижуван или жртва на мобинг или булинг, таму бил злоставуван, па сега одеднаш има желба за одмазда. Тој едноставно може да го избере училиштето како терен кој го познава добро, меѓутоа и каде што лесно може да се снајде и да предизвика најголема штета и да испрати порака на гнев и одмазда кон општеството, кон заедницата. И прашањето е тука, ако во голем број од овие случаи станува збор за лица кои покажувале карактеристики на отфрленост, срам, понижување, ако биле злоставувани во минатото или на некој начин жртви на системот се чувствувале така, дали системот нуди доволно заштита кога институциите се такви какви што се и каде тие деца би требало да се обратат? Дали, например, еве, низ вашата пракса сте се соочиле со ученици кои биле жртви на околината или така се чувствувале, па пројавувале желби и интенции за некаква одмаста? За среќа кај нас нема вакво нешто, до сега нема случај, не значи дека нема да се случи. И тоа ве велам уште еднаш, а многу е тешко да се препознае. Ние не можеме школите да ги затвориме. Ние не можеме апсолутно да ги блокираме, да внесат на било што. Од друга страна, точно е, имате апсолутно право. Ја поддржувам кампањата што и на вашата телевизија се интензивно се повторува, дека би требало да се реагира. Не значи дека такви злоставувања се одвиваат само во школа. И надвор од школските клупи се случуваат било каде. Но пак би требало да се реагира на секој однесување. Меѓутоа, има и една друга работа. Каде е семејството? Да, истражувањата покажуваат дека училиштето и околината прва ги забележува знаците, а дури подоцна, многу подоцна семејството. И затоа велам, кога станува збор за булингот, кој е многу честа појава, има ли начин како да се реагира? И кај вас, повторно ве прашувам, не добивам конкретен одговор, еве Тијана, сте имале ли низ вашата пракса луѓе кои биле жртви на булинг во училиште, или жртви кои така се чувствувале дека ете се на некој начин онеправдани од системот, од заедницата, па имале одмаздички нагони? Моја експертиза конкретно не се децата, меѓутоа сум имала многу возрастни кои што биле, кога биле деца, биле жртви на булинг. Па добро, и во овој случај станува збор за, условно кажано, возрастен човек чија ментална свест е веќе зрела, или така би требало да биде? Апсолутно, значи тука зборуваме за полнолетно лице, не зборуваме за дете. Меѓутоа, постои една многу јасна граница помеѓу тоа што е здрава, што е нездрава структура во самата психопатологија. Значи, здравата личност, колку готи да е малтретирана, нема шанси да изврши ваков тип на одмазничка реакција. И тоа е нешто кое што ние мораме да го земеме в предвид. Значи, секој може да биде жртва, меѓутоа не секој го има капацитетот да одземе нечив живот.
И тоа е она што нас не разликува едни од други. Затоа што Ајде, според една теза, науката вели дека психопатите не се раѓаат, туку дека се создаваат. Што мислите вие за тоа? може и да се родат, може и да се создадат во зависност од околностите во кои што се растени. Инаку антисоцијалното расстройство припаѓа во кластер Б на личностни расстройства, заедно со нарцисистичното расстройство и граничното расстройство. И за тука ние можеме да спориме дали е прво јајцето или кокошката, значи дали се раѓаат со него или се стекнува. Меѓутоа, општо прифатено, да кажам, толкување е дека може да е наследно, доколку постои такво нарушување во семејството, или може да е стекнато доколку во раните години од развојот личноста искусила огромни трауматски поместувања во типот на комплексни трауми, како злоставување, како нешто кое што може да трајно ја исклучи таа емпатија и емпатска црта од карактерот. Но точно ли дека ваквите случаи се во пораст, дека живееме во време, односно допрва ќе биде епидемија на луѓе со ментални проблеми, дека еве ова ново време што така го нарекуваме или оние загубени вредности кои еве хрватскиот психијатар ги објаснува како психопатијата се одгледува на многу полиња и кога нешто се одгледува тоа дава резултати, за жал вакви какви што дава, или сакате да кажете дека вакви проблеми постоеле и во минатото, само не биле толку очигледни? Моје лично мислење е дека од секогаш ги имало во човештвото. Не може сега ние да зборуваме дека баш во ова време настанале. Меѓутоа, сметам дека некако општество стануваме посвесни за да ги забележиме одстапките во карактерот на луѓето и некако подобро ги, да кажам, препознаваме едни кај други. Така што не сметам дека е во пораст, повторно ќе кажам, вие не можете од здрава личност преку општествени механизми да креирате психопат. Тоа е невозможно. Може ние да зборуваме за општество кое што не ја вреднува емпатијата како вредност, меѓутоа сепак постојат голем број на родители кои што ги јачаат емпатските капацитети кај децата преку одгледување на миленичиња, преку помагање на стари лица, преку разни практики кои што се некаков противотров на таквите општествени механизми. Крста, вие долго време бевте вклучени во институциите на системот, ги предводевте социјалните центрите за социјална работа. Колку тие во Македонија како институции може да одговорат на предизвиците од оваков тип, со оглед на тоа што школските стручни тимови се или недоволно будни или па потребни се и вакви кампањи какви што ги спроведува? Знаете, за жал, институциите беа во мало семејство. И ако во едно семејство имаме два вида, да кажеме, глобално гледано семејства, семејства кои функционираат безпрекорно, добро, и семејства каде што имаат доста трауми, дури и сексуални. Не можете да очекувате од овие вториве да тие бидат да од тие семејства, па и институции излегуваат нормални и здрави луѓе. И најчесто за системот, за подготовката на системот да одговори на предизвикот. Многу тешко. Зошто? Знаете што, пак велам, вие не можете во принцип да препознаете психопат. Тоа е неверојатна конструкција на личност. Скоро е невозможно. Он функционира безпрекорно во секоја средина. Меѓутоа нешто трегерот во еден момент тука. Студиите покажуваат, знаете, едно досие отприлика колку е за вакви, отприлика помеѓу 20 до 25 000. Но еве реков, истражувањата на тајната служба на САД покажала дека 56%, значи повеќе од половина од ваквите случаи пројавиле злосторниците, односно оние кои ги направиле тие масакри, асоцијални и други карактеристики кои би требало да го алармираат, да ја алармираат околината во најмала рака 2 години пред да се случи нападот. Да, па реално постои можност, меѓутоа ние и службите, тоа треба многу внимателно на психологот и педагогот или школски тој дел на тимот би требало да биде присутен со децата. Ние знаеме какви се деца од разведени родители. Ние знаеме све како функционира од прилика, меѓутоа во тој момент треба да се алармира. Не треба да се премолчува.
Ништо не треба да се премолчи. Зошто, како го објаснувате феноменот што, на пример, во 90-тите години ова беше многу карактеристично за универзитетите и училиштата во САД, но еве сега се префрли и во Европа, дојде и на Балканот, со случаите во Пречко, во училиштата во Загреб, во случајот со Коста Кецмановиќ во Белград, еве сега Грац. Дали станува збор за културолошки разлики во историјата, бидејќи САД се полиберални законите за носење на оружје, или за нешто друго? Зошто тој феномен сега се пресели и во Европа, дојде и овде? Јас сметам дека се работи за поедини случаи, не сметам дека е нешто кое што е пресликување на некое однесување. Значи не станува збор за тренд. Па сепак Америка е огромна држава, значи ние ако гледаме САД како држава, во неја можеме да склопиме 4-5 европски земји. Така што нормално е дека нешто што се појавило прво во поголема земја, ќе се појави потоа во помалите земји. Но меѓутоа сметам дека ние немаме механизам кој што, како што вие и сами кажавте, немаме механизам за следење на луѓето кои што имаат некои нарушувања. Значи, пред се, како што секој ученик проаѓа низ вакцинални прегледи, проаѓа низ физички прегледи, на ист начин може да се воведе некој протокол за следење на менталното здравје. Значи, вие имате право како школа, како институција, како установа, да ги тестирате учениците и да проверите докаде е нивниот емоционален развој. И врз основа на тоа, оние ученици кои што гледате дека појавуваат некои антисоцијални тенденции, да примениме одреден механизам кој што пред се ќе работи на тоа да ги подобри тие тенденции, ако воопшто може да се подобрат, а потоа и по завршување на училиштето, социјалните служби да ги следат тие луѓе со цел да проверуваат како се развиваат понатака. Затоа велам, ако возрастните немаат доверба или имаат мала доверба во институциите, каде нивните деца кои имаат потреба од ментална поддршка би се обратиле? Дали е потребно зачестен и поголем пристап до центри за поддршка на менталното здравје? Дали е потребна можеби реформа на законите за носење и поседување на оружје? Апсолутно. Каде треба да се стави акцентот на превенцијата, бидејќи треба да завршуваме? Горе на све. На све треба да се стави на вистина и треба да се отворат очи комплетно. Да треба да се едуцирани луѓето што работат на оваа проблематика, многу добро едуцирани. Особено овие на пример либерални. Па вие, јас делумно и се служувам со фактот дека од 90-тите години навака нагло почна да се зголемува бројот на вакви сторители. Зошто? Една од се медиумите, игриците, интернетот, брзината на живењето. Дури сум на становиште дека придавањето дозволите за оружје или па и за сообраќајните дозволи добро би било еден студиозен, длабок, психијатриско-психолошки елаборирање на личноста. Затоа што дефинитивно гледаме што ни се случува. Брзиот живот што го водиме, ни се случува да има поголем ефект негативен врз здравјето на луѓето. Вие спомнавте некои примери, јас само за крај Германија 2018-та, истражувањата покажале дека во 11 случаи на школски напади учениците и наставниците ги забележале предупредувачките знаци, тоа повлекување, таа изолација, проблемите со менталното здравје или фасцинацијата од насилство или проблемите во однесувањето агресивни испади, меѓутоа честопати не реагирале навреме. Причините за тоа биле или недоволно обученост, недоволна едукација или пак недоверба во институциите на системот. Знаете што е исто така, сега може да ќе упадам со една минута. Многу е тешко на родител да му се соопшти дека неговото дете е асоцијално, што има асоцијално однесување. Дури родителите не ги познаваат своите деца, што е најтрагично. Многу се оддалечивме едни од други. Мислам и како семејство и како воспитни установи. Ние имаме институции, Завод за ментално здравје, да се упати дете во Завод за ментално здравје. Меѓутоа е проблем да му се каже на тој родител дека вашето дете има вакви проблеми, треба да го однесете. Прво ќе негира. Ја кажам најотворено од пракса. Да му соопштите на дете дека има проблеми, вашето дете има проблеми, знаете што, тоа ќе биде трагедија. Порака за крај? Малку да сме посвесни во диагностиката и да... И веројатно улогата на семејството.
треба да се Секако. потенцира. Меѓутоа, јас секогаш ја барам одговорноста во образовните установи и во социјалните установи. Значи, да не се плашиме да соопштиме вести кои што не се убави да се чујат, затоа што тоа не е работа на крајот на денот, тоа е наша одговорност. Тијана Крста, ви благодарам за гостувањето во Да си кажеме денеска на Телма.